дали немаше друг начин како да привлечеш внимание, па мораше Тино да го бакнеш на крајот од песната и да носиш битлери? Да, брат. Идеме! Отидов ја у трафика да купувам балони, ни на крај на памели мија, пак ми звони Лидија. Која Лидија, качи се па видија. И кажи ми, дали поради тој потек имаше спекулации за тебе и за Тино? Или општо за тебе? Имаше, бе, брат, Имаше и со кој од овие тројца артисти никогаш не би снимил дует? Мора да одговориш. Двабона, Таско или Паја? Ајде затоа што Луѓе, добре дојдовте конечно во мојот нов серијал. Толку време се спремам да го направам овој, конечно еве дојде и тој ден. Како што гледате, моментално сум во кабриолет, VIP, такси, новиот серијал. Попович со сите македонски естрадни личности започнува денеска. Ова ќе се емитува 4 пати месечно, односно секоја недела. Пред било што да почне, сакам да се заблагодарам на моите главни спонзори, Државна лотарија, без кој овој проект немаше да биде реализиран. Фала ви многу, фала ви што ме поддржувате. Денеска, како што гледате по насловот, не мора да ви го најавувам, ама ќе ви го најавам. Ние гостин најактуелниот моментален млад пеач, еден и единствен Young Daddy Baby. Денес одиме да го собереме него и да направиме газ у мојава кола. Снимиме како за прва епизода, јас млад јутубер, он млад надежен артист, кој што, како што слушам, почнува да полни сали. Одиме да го собереме Дади, да видиме што има од мене да ми каже и некој хитче да пропееме. Слушам дека ќе вади нова песна и за тоа ќе го прашам. Лидија, како Лидија, знаете дека е хит, мислам дека веќе има преку 1.600.000 прегледи. Одиме моментално да му се јавиме на Дади и да го собереме за да направиме натуран изградов, малце пун газ. И иначе ова е VIP такси, го видите од надвор во овој момент, целото брендирано со Попович, да се знае кој вози, да се знае кои личности се возат тука, може реално само VIP личности се возат. Искрено малци јам трема затоа што ми е прво нешто вакво што правам, го мислам ова одамна, чекав да дојде лето и еве конечно во Мерцедес Е-класа Кабрио започнува мојот нов проект, уствари. Така да идеме пун газ и го бараме Daddy Baby. Кај си брат, ја тргнав. Само кажи ми кај точно, кај Боемска го собираме, пун газ. Инаку со Дади ќе пееме песни, ќе го прашувам на многу актуелни теми, прашања за него, дали ќе ги одговори, дали не, тоа ќе видиме. Ќе видите, текот на целата емисија е многу интересен и мислам дека многу ќе ви се свиѓа. И останете до крај да знаете многу актуелни теми за Дади, дали ќе одговори на интересни прашања и да ги испееме неговите хитови. Само 2-3 телефони на прва на дупла линија, пак ми звони Лидија. Која Лидија? Доаѓа звездата. да прерипам, брат. Ајде, влагај. Почнам како тебе да зборам. Тука ни е Young Daddy. Кај си бе? Кај си, бе? Добар си, брат мој? Снимаме бе, еве. Иначе да знаете, чергичето доле кај Дади е црвено, да знаете, почно не тој. Кај мене е црно, знаеш, класика. Имаме пратња позади, ќе не снимаат и од таму. Се свија ли кабриолетот? Ми се свија многу искрено. Значи оваа емисија нова се вика VIP такси, разбираш, и само се возат VIP лица. И сега почно ти во чест ми е што сум VIP лице. Ти во моментов си можеби најактуелно VIP лице и затоа и со тебе ја започнуваме оваа емисија. Значи прво се возиме без музика затоа што треба да се слушаме и кога ќе ги пееме твоите хитови, тоа ќе ја пуштиме музиката. Кажи ми ти прво, брато, како си? Добар сум, тоа брат. Тоа е најбитно. Чил сум во моментов многу. Така? Да. Направи хит 1.600.000 преска видов, ја иначе последен пат видов дека Лиди има 1.000.000, таа 1.600.000 отишла, мајсторе. Да, брат. Браво. Нереално. И сега си чил, така? Не, сега исто работев на нова песна и сега сум чил. Ке дојдеме до тоа, чекај малце. Па чекај, ти уствари беше една ноќ кај Андри Ник во студио, ви текна да напишете некој текст, напиши и сега си чил. Толку е лесно? Ако некој друг го гледа тоа, ќе рече дека е многу лесно. Да. Ако некој е у кожата на артистот и на продуцентот, ќе свати дека 365 дена пробуваш. Значи, моментално чилаш затоа што реално направи најголем хит кај нас. Кажи ми, колку ти се смени тебе животот после Лидија, пошто искрено мислам дека не очекуваше волку да спука. Па брат, искрено ми се смени, не можам да кажам дека не ми се смени. Со тоа што стварно гледам огромна поддршка од сите страни. Да. Секој ден ме поздравуваат луѓе, знам да си направам муавет. Се гледа дека сум направил нешто што ставило белег. Да, многу уникатно и многу ми се свија што имаш свој стил.
и сам многу те споредуваат со Bad Bunny. Bad Bunny го споредуваат со тебе. Да. Така да кажем, што мислиш за тоа? Дали ти така се гледаш, пример, дали ти идол он или не? Брат, вака јас, која имав извадено Пина Колада, една од моите први песни. Пина колада, сок од портокали, ракија. Да. Кој е тука дева, на? Си знаеш. Брат ми има пишано коментари као Bad Bunny од Македонија. Не му знае многу музика, му ја знае Вајда I Like It, ако ја искоча напред да извадам песнава. Добро. И брат, некако природно после некое време ми дојде да си го слушам Bad Да, Bunny. да, нема врска. Затоа што, например, сум растен со трап и се пребацив на регетон. Аха, јасно си. И почнав да го слушам и Bad Bunny, али факт е дека, например, музика што мене ми лежи на уво е многу слична со музиката што и ја би ја правел. Значи, Како него? генерално, се што слушам е нешто што можам ја да го И ти да изведам. го изведеш, да. Али дефинитивно гледам и пратам светска сцена и сите идоли ми се од светска сцена и гледам да ги правам работите што поблиску до нивното ниво. Да. Така да не можам да речам дека не го зимам Bad Bunny како пример, сега ќе одам и на концерт кај него. А он ќе дојде ли кај тебе, бе, брат? Па ајде ќе Он ќе видиме. дојде ли кај тебе? Кога му е него концерт? Значи вака сега ќе идам на 22 у Брисел. Требаше да идам и претходно, ама имав настап и ја Добро. откажав картата и сега last minute по TikTok Последно. барав Да, карта, да, брат, да, на браво. TikTok најдов карта да купам. Браво. И ама морам да идам за да се инспирирам и да видам што прави моментално најголемата светска звезда. Така е. Се слагам со тебе и мило ми е што ќе идеш да го посетиш тој концерт. Ја мислам пред да почнеме да збориме за концертот, да го испееме најголемиот хит и мислам дека е најголема причина дека ради ова ти ќе го наполниш и тој концерт. Реално. Ајде. Значи те дозна од село до Њу Јорк, од оваа песна ја мислам. Може? Буквално. Ау, идеме. Отидов ја у трафика да купувам балони. Ни на крај на памет дека Поздрави вечер тука. ке ми звониш. У именик ти стојат само 2-3 телефони. На мајка ти и татко ти, мојот стои донит. Јас сум бизија, пак нешто ми дрма. На втора зборам, значи номеја на прва. На надупла линија, пак ми звони Лидија. Која Лидија, качи се па видија. Надупла линија, пак ми звони Лидија. Која Лидија, качи се па видија. На видеа сите не видоа, на стори снимија. Дади Попович. Брат, кажи ми, какви ти се очекувањата за твојот концерт? Тоа е многу голем чекор за тебе, затоа што си најмлад артист, а најуспешен. Какво мислење имаш ти за твојот концерт и дали мислиш дека направи правилен чекор? Па брат, мислам дека јас сум еден од артистите кои секогаш гледале да искочат од комфорт зоната, така ми е почната и кариерата, таков ми е и стилот. Тоа ми се свија. И секогаш сакам, знаеш, да се фрлам во оган и да имам нов предизвик. Браво. И едноставно кога седнав со продукцијата немав ни сомнеш дека Океј, не вака, треба те да прашам правам. нешто. Добро. Дали Лидија има најголемо влијание за концертот или ти беше план пред да извадиш неа? Најголемо влијание. Значи пред неа немаше план да извадиш? Имав план да правам концерт, Да извадиш, да меѓутоа правиш концерт. колку голем не. Така? Јане Да. Сандански, колку души собира? Па мислам дека околу 4000. Браво. Ја мислам ќе ги наполниш. Се надам, дали знаеш како е пример до сега со карти, има ли заинтересираност? Има заинтересираност, движи многу, така да Браво, браво. мислам дека ќе биде Еве кажи кај може да купат карти, реално спектакл, така? спектакл. Можете да купите карти на Avalon Booking. Видете и кај мене во био на Инстаграм. Сегде може да буквално само пишете Мајмунче Јан Јан Дади, да. Јане Сандански, ќе ви искочат картите. Така, се имам прашање, односно и публиката на мене ми го има поставено тоа прашање за тебе. Ајде, Дали ќе има спешал гест на, односно спешал гестови на концертот? ќе има дефинитивно. Значи, Јан Сите Дади очекуваат. е едно од fucking friends. Добро? Смеам да пцуем? Да, слободно, слободно. Слободно. YouTube е ова, не е телевизија. Добро. А YouTube стана телевизија. Ќе има гости
Ќе откриеш ли сега барем еден, ајде сега. Брат, Ексклузивно. ќе кажам само дека ете тие што Вански. имаат тие што имаат песни со мене, Кицо праската. 90% од нив ќе бидат. Кицо праската ќе биде. Не знам. Ако Не плукнеш знам. на стариот бунар и него викнеш Кицо праската, ја од него те дознав. Не знам. Сите у средно, прва средно памтам бевме. Како беше денсот? Како беше денсот? Сајанг, дари. Така беше? Ова е денсот, Не да. беше со две раце правевме. Другаро, чари. брат. Значи со кој имаш дуети? Брат, имам многу Со Вански имаш мојата омилена песна? песни, ама сега не сакам да откривам Тамара, ништо, Тамара. затоа што некои од артистите и Океј, не не откриваме. сакаат да се открие до последна минута, така Добре, да... еве. Било кој, мал, голем, не е битно, еден само да откриеш. Еден. Чисто ексклузивно за оваа емисија. Не Кој може. сакаш ти? Не можам. Да бе, Вански нема да е? Не знам, прашај го. Сега ќе му се јавим. Братски, кај се шо правиш? Еве имам предавање, ако е за брзо кажи. За брзо, моментално се вклучен во емисија со Young Daddy сум на VIP такси, мојата нова емисија. Кажи ми само ти дали ќе бидеш спешал гест кај него на концерт? Секако дека ќе бидам брзки. Ете, го откри. Значи, официјално прв спешал гест Вански. Вански, поздрав, Вански. Поздрав броски, од се гледаме дечки. Ајде, уживај, брат. Уживај, ти се На види. најак. Кажи ми, дали можеш малце ни кажеш за твојот почеток, затоа што, брат, многу луѓе, да кажам, повозрасната генерација, тебе те дознаа фактички преку Лидија. И сега нит знаат ти од кај изникна, ни како си почнал, кога си почнал, колку време си на сцената. Кажи ни малце повеќе околу тоа, како започна ти, колку време си на сцената и колку години имаш? Јас имам 24 години, работам од 16 години, си купив микрофон на 16 години, решив дека ќе се бавам со музика, си собрав пари од роден ден Браво. и викам ова е тоа, почнувам сега со мој најдобар другар, собравме пари, купивме микрофон и звучна карта, веднаш почнавме со снимање, ја извадив Пина Таа Колада. ти е прва песна, така? Па, Официјално прва песна на YouTube? имам една песна пред Пина Колада, ама ја имам трнато, затоа што снимав брат со телефон Да, ова и е све и некако попрофесионално. ми немаше поента, Реално, Лидија ти требаше најмногу мислам во кариерата, затоа што имаш што да покажеш. Направи дуети со Дупер, песната Гази, веќе ја претера. Песнава претера, брат. Супер. Дупер се супер. Возам во купе, Young Daddy е скуп, е. А вака, кажи ми, дали си спремен, ова беше вовет, за моите жешки прашања. Моите брат. незгодни прашања, дали си спремен да ги одговориш? Зависи што ќе кажеш брат, се е црвено, може и да искочам од кола. Ако искочиш од кола, тоа ќе има повеќе прегледи. Полесно те загреа малце. Ако нешто Може? не е добро, Може вака, од сите прашања, имаш право едно да не одговориш. Може? Не се толку тешки, брат, Ајде, ајде, ќе брат. видиш. Дали немаше друг начин како да привлечеш внимание, па мораше Тино да го бакнеш на крајот од песната и да носиш витлери? не беше уопште планирано да го привлечам вниманието со Тино. У моментот дор снимавме, јас на 5 минути се тргнав да јадам Добро. и Тино тука беше загреан со неговите креативни Аха. идеи. Значи до И Тино кога се работава. вратив, почаа да ми се смеат сите, цел тим и Тино и беа као, слушај, имаме многу јака идеја, мора да ја прифатиш. И бев као шок. И ми вика, ќе Па ти направиме тоа си прифатил, сцена. брат, а не незгодни прашања. Па не брат, Добро. добро, зависи која ти е целта со прашањата. Иначе Добро. да, не, ова не ми е незгодно, туку стварно така беше. Чекај, ова е старт. А витлерите беа едноставно нешто кое мислам дека треба секој артист да го направи, а тоа е да покаже малце смелост у модата, затоа што тоа е фешн. Да, добро. Ја имам тоа Тоа студирано. е твој стил, реално. Па да, ама брат, треба си да јавни личности да покажат Секој на свој начин. свој фазон, да. Да, се слагам со тебе. И кажи ми, дали поради тој потек имаше спекулации за тебе и за Тино? Или општо за тебе? Спекулации има за сите, погото мажи што работат јавна професија. Така да, не знам што да ти кажам. Дали имаше спекулации за тебе и Тино? Да, не. Имаше, бе, брат, имаше. Имаше и ти што им одговори на тоа? Дека не ме гајле, не знам како да ти кажам. Идеме дале. Имаш песна Моли. Да. Дали во тој период ја напиша таа песна затоа што ја конзумираше таа супстанца? Не. Зашто ја напиша и се вика Моли? Не, никогаш во животот немам пробано моли. Едноставно
сакам да кажам дека тоа е една приказна за девојка која е многу изгубена. Значи многу е дип А приказната. среќата ја најде, Да, и но тоа не е ја сака. девојка која бара утеха во дрога, не ја наоѓа среќата преку вистинските вредности И во и на моли ја некој наоѓа. начин песната и е поучна, ако ја размислиш и ако ја слушаш, ако го видиш текстот, е Да, многу да, го знам поучна текстот. песна. И баш песната е дури против дрога, затоа што во тој период кога сум ги имал тие години, сум искачал во средина кај што многу млади не можеле да се пронајдат, имале проблеми со психа, со суицидни мисли. Напротив, можеш да ја искористиш темата и да направиш нешто Така е. кај што пак си рил, ме разбираш? Да, Ја се не викам о песна да правам моли или сега ќе глумам ја тука некој амерички трапер. Браво, ми се свија. Него едноставно доаѓам од тука, од Скопје, растен сум у парк и сакам да кажам Скопско тоа што дете. сум го видел, да. Ајде. Сега следно ме интересира, гледај, Ај, пошто ова јас порано работев менаџер и знам дека луѓето сме блиски и се тоа и сега ти си моментално во некоја експанзија. Моментално си, ја мислам, на маса најзборена тема кога е прашање музика, артист, нови, млади надежи. Секој второ прашање за тебе ми е Добро. колку бара дади за настап. Не мора точна цифра, ако сакаш да одговориш од до, барем да ја разбие на таа дилема и луѓе однаш да им молесни. Брат, мислам дека ова е многу чаршиски муавет и Ова ти е незгодно класика македонски муавет, Да. кај што Да. седат мало луѓе и кој колку зима. И кој колку пари направи, Да. напредна песна, милиони направи, тие му брат, искрено има многу шпекулации, многу муавети сум чул за мене и за мојата цена, а не е така. Многу луѓе пробале да ме продаваат, а не ми се менаџери така Така? натаму. Се знае да, со тебе и те продава. да, така да си имам контакт формален и кој сака да ми ја дознае цената, може комотно да се јави Глеј, и чекај. да ја дознае. Не бара фиксна цена. Од до. Или Брат, пример да речеме, нема од до, Нема брат. од до. Нема од до, пошто глеј сега, ја еве утре неќе да ја открие. можам да извадам песна, брат. Министер Јанг Дади. Брат, секој ден се менува цената, Министер брат. за музика. Секој ден се менува цената. Браво, Релевантноста браво. секој ден може Еве, да ај расте барем или да ова опаѓа. одговори го. Пред Лидија, после Лидија, цената пута колку се зголеми. Брат, сега пута колку не знам, ама се зголеми. Дали се зголеми драстично. пута 3? Драстично. Дали е пута 3 барем? Па сигур. И више? Би више сигурно. Браво. Респект за Јанг Дади. Доби нешто, Ајде, ајде. нешто добив половичен одговор, али окей. Сега малце те пет снемем, ама мислам го знам одговорот. Со кој од овие тројца артисти никогаш не би снимил дует? Мора да одговориш. Двабона, Таско или Пајак? Брат, зашо... Мора да одбереш ете, не никогаш, али со кој последен би снимил дует од нив тројца. Мислам тројца, они се четворица или двабона кој едно ги рачуна? Брат, не можеш увакви ситуација ме ставаш, не сме ние на полиграф, бе, брат. Па не сме, ти беше на полиграф. Брат, што те вртам, не ти одговарам. Не, мора. Нема како. Мора. Брат, со сите би направил, бе, зашо да не би направил? Ја, брат, со секој би направил. Зашо со кој последен би направил? И сега А кој треба добре, да кажеш? ајде вака. Од овие со кој би направил прва опција? Со кој најмногу се пронаоѓаш од овие тројца? Моментално дует се прави многу природно у нашиот свет и тоа се гледа, брат. Значи изфорсирани дуети на сценава многу се познаваат. Мислам дека секој артист најдобро знае дека природен дует најдоброто нешто што можеш да го направиш и Добро. можам да го потврдам тоа за песнава со Дупер, затоа што стварно беше природна и се случи во студио, ме разбира. А јас имам многу пријатели кои ми се артисти, па до ден денеска немам дует направено. Не значи дека нема да направам. Добро, Реално е така. пример да бираш со кој најмногу се пронаоѓаш од нив тројца. Со кој мислиш дека ќе извадиш песна хаос? Ајде со Двабона. Со Двабона? Затоа што Реално. сме седнали у студио, сме имале хемија, така да... Така, браво. Да. Поздрав до Двабона. Поздрав. Одлични артисти, оние напунија Јане Сандански во декември, Респект. секој че за тоа и Респект. очекуваме тоа оваа година да го повтори овој дечко тука до мене. Имаше муабети дека си бил големо женкариште. Дали е тоа вистина или не? Ова се све муабети за тебе, ја ти ги поставам, пошто луѓето немаат како да најдат. Брат, женкариште, не можам јас за себе да кажам ништо, ама дека тоа... Еве ќе кажам дека искрено не сум бил сериозен. Дали си имал искуство со повеќе девојки, знаеш?
Повеќе од нормалата, да речеме, сега не знам што е нормала, али... Брат, не знам што е нормала, се имаш нормала и нормала, за некој нормала е едно, за некој нормала е друго. Брат, може да кажеме само дека не сум бил сериозен и мислам дека тоа е сосема окей и нормално Значи имаш искуство. за секој млад човек Да, што јас скроз не го спорувам тоа. излегува секој ден, што се дружи, што е у оваа сфера. Кога сме веќе на оваа тема, еве имаш доста хитови, Бести, Сара. Дали од кога ќе извадиш хит и кога ќе те видат надвор, да речеме, ето тие некој девојка или девојка што тебе ти се свија, е друг пристапот него пред да си, да речеме, фацката. Да бе, брат. Скроз. Ајде, објасни ми го тој момент. Еве пример, влагаш у диско, нели? И ти се свија некоја. Дали е многу полесно да ја добиеш девојката дека си Young Daddy со хит или дека си Давид Даниловски? Кога околу тебе има некоја фама, нормално е дека повеќе луѓе сакаат да ти придат. Дали по е тебе факт. тоа е добро или не? Ко пример сега си кажеш, јас сум Young Daddy, јас лесно ми е со жените. Е, па за тоа кажав дека созреваш, знаеш, на почеток не го разбираш тоа затоа што не му се дешава на секого со било кој да се посоветуваш со тоа. Фала на Господ што сум имал другари кои, еве, као на пример Тино и останати што се у тој свет и ќе ми кажа на пример, слушај, ова може да ти се деси, ова може да ти се деси и си спремен. Значи, еве, ти после Сара и Марија и Софија и Настасија сите ги ќари, така? И Бести. И Бести. Е, па Сара е поголем хит, така да може да упаднеме со овој хит на Young Daddy. Young Daddy, baby. Oh no 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 no. Погодете кој пее. No no. Young Daddy baby. Тоа е иконик. Преку глава ми е Сара, не може да прекине да звони да ме бара. До лудило ме носи, не знам кај сум ме замара. На 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 на, мисли дека ја вара. На на на, и да сме биле тајна. На 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 на, беби дај, не ме мафтај. Кона Бог, личи топ, права дама на ниво. Не ме третира како Бог. Марија, Софија, Анастасија. Брат, кажи ми, еве, пример, Лидија, Сара, дали ова кога ќе ги пуштат на настап ти се преку глава, нека да ги пееш? Не, брат. Не може да... Истата енергија е цело време? Да, бе, брат. Браво. Брат, не можеш ти нешто што Ама кај сите Стефанатор што сакаат одговори? да го пеат. Кај Стефанатор што одговори за Лидија, те праша преку глава и што беше? Преку глава, дали ти е Лидија, ја реков не, испадна лага и ја до ден денеска тврдам дека не е лага. Така, значи до машината е, бе, луѓе. Брат, мислам дека моментот може и направи онака и ја сецнам машината, не знам. Браво. Кажи ми сега ти како за крај те носам од кај што те земав. Уствари веќе искочена песна, пошто ово излага во недела, а твојата песна излага уствари утре во среда. Како се вика новата песна? Дали е дует, не е дует, соло ли е? Мора да ни ја пуштиш, брат. Брат, тебе сега го вадам кабелот. Кажи ни за новата песна како за крај да ја слушнеме, да ја слушнам, да ја оценам. Песна да се вика Син на мама и е многу интересна. Ти си син на мама? Па да, брат, сите машки се Ама чекај, син на мајка во мамини спотов? мази. Син на мајка е во спотов или не? Не. Како бе, не ти Не. текна? Брат, не ми текна и отпосле ми текна. Од кога ја сними? Да. Добро, кажи ми за песната. Голем поздрав за него. Позбрату. Брат, ништо, едноставно живееме на Балкан и ти сигурно си син на мама, знаеш дека дома кога ќе донесеш девојка, мајка ти едноставно мора да ја најде некоја мана, реално. Затоа што ти си син на мама, ти си Некој- најубав, најпаметен. Некој мани, не мана. Да. Едноставно мајка ти секогаш мисли дека ти си најдобар. Колку и да си анти Ама не дека си, талент. ама не дека си мој. Стварно си најдобар, бе, човек, Да, најубав си, да. не дека си мој. Разбираш? Добро, И, песната е соло. Песната е соло и тоа е буквално ја раскажува цела приказна, спотот е многу интересен. Едва чекам да го видам. Мајка глуми Мија Костова и заедно со Незе ги оценуваме девојките, тоест она ги оценува девојките за мене. И на крај нормално. И на крај ема. Мама не ме дава. Ни нема ни те да е? Ќе видите у спотот сега, брат. Ајде да ја слушаме песната. Од 1 до 10. Mama, ona me staje u tesno, da me pravi zet, a ja planiram bekstvo. Мама, Ne mi je Андри, ни ќе правиш? dali da faćam let, dok ne me drži mesto. Ima me na mana, ja sam sin na mama, На мама. mama ne me dava, Не ме дава. diga fama. Ama nema ama,
остани ти сама. Неќам звуци од камбана, ниту прстен да ти ставам. Она, дома би ме однела. Она, спаси ме од ова. А си на мама, на светот што ме донела таква дама. Добра, За мене уште добра, не добра. се робра, да се проба, да ме излаже. Требаше на обиколница за песнава. Реално, требаше пун газ да тука 50 мора да возам. Она јас постела розева, тоа ме полудува. Андреј Нике без усул. Ау. А, брат, Брат, ти знаеш ли бе откаде направиш? сертифицирано или не? Да бе брат, знаеш она verified, она, знаеш, плавоно. Значи песнава Нема е... заебанци, брат. Браво. Нема заебанци. Ама джаве, Андреј Ник да не е, ја мислам ништо. Брат, Андреј Ник... Андреј Ник е без усул. Ја и Андреј Ник сме коедно, брат. Како едно, така? Кога Значи, ти седнуваме у студио, Оне Јанг ти си даде, така? па така Така нешто. ќе му даде? Така нешто. Браво. И браво. он е Андреј, јас сум Ник. Браво. Ова ми се свијало, беше братски. Поздрав до Андреј Ник и... Андреј Ник, бейбе. Да, тоа е твоето. На зибом беше Андреј Ник е без усул. Да, браво. Фала ти брат што дојде, ова ќе го памтам за цел живот затоа што ова ми е прва емисија, го мислев ова 2 месеци и ти ќе бидеш официјално првиот гостин во оваа приказна и фала ти што ме поддржа и што дојде на невидено. Фала ти, брат, што ме покани. Чест ми е, мило ми е што го правиш ова што го правиш, што си млад, перспективен, работиш и тоа е најбитно и само продолжи така И порака до нив да работат исто. до сите. И ништо не е Најбитно. невозможно. Најбитно. Најбитно од се. Ништо братски, фала ти многу, тука сме се поддржуваме, си работиме, реално ако ние не се поддржуваме нема ни сцена да имаме. Let's go. Фала ти уште еднаш, вие дечки не заборавајте да ставите лайк, шер, субскрайб, пишувате во коментари кој сакате следен гостин да видите. Тој коментар кој што има најмногу лајкови не смее да одбие покана, значи не смее, ако не јавно ќе го објавам и драма, брат. VIP так се продолжува наредна недела, а ние се гледаме во наредното видео. Пос! Young Daddy, baby. Peace!